Нетранспарентноста е еден факт. Вториот индикатор е изборот на компанија за надзор. Со самиот избор на подизведувачите нам ќе ни стане појасно која група на луѓе е заинтересирана и кои се блиски до Артан Груби, до Бочварски, до Еју Простеми, и сметам дека тука се крие главното прашање за корупција. Инфраструктурата во нашата држава е од огромно значење и е потребно, при тоа за да се врати довербата, потребен е тој конструктивен диалог и отварање на сите аргументи и факти. Познавате можна и на владина коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Не би одбрале ДУИ за коалиционен партнер. ДУИ веќе стана синоним за диагнозата наречена корупција. Сме дојдени во состојба во која што или сите ќе се согласиме дека ни треба квалитетна држава за да одговори на потребите на граѓаните, или ќе продолжиме на овој начин каде што гледаме дека едноставно граѓаните ја губат довербата и во институциите, што е многу пострашно, но и во политичарите. Која урниса довербата во македонското правосудство? Интегритетот на секој поединечно е виновник за ниската доверба во судството. По која линија се движи сексуалното образование во училиштата? Дека сексот не е спорт, не е игра и дека треба многу подоцна да влегуваат во тие експерименти, сексуални експерименти. Тогаш бевме меѓу првите по малолетнички абортуси, тоа беше едно звоно за тревога. Во јавноста владе е тотална конфузија колку ќе чини и колку време ќе се гради автопатот, односно коридорот 8 и коридорот 10D. Под превезот на тајноста многу дилеми и контроверси. Дали наместо капитални инвестиции и пред се да се стави акцент на економијата? Овој проблем или оваа капитална инвестиција, како што владата ја најави, станува политички проблем. Во овој издание на Тренинг, мој соговорник е Антонио Милошовски, пратеник, поранешен министер. Господин Милошовски, зошто се дигна толкава фама околу договорот со Бехтел и Енка, турско-американски конзорциум? Што е спорно за вас како пратеник кој има безбедносен сертификат? Дали транспарентноста, дел од клаузулите во договорот, можеби и евентуално, вие што многу често говорите, државата веројатно би плаќала преголеми пенали доколку не се испостави договореното што е ставено во овој договор со турско-американскиот конзорциум. Што за вас е најспорно? Па има неколку спорни моменти, но најспорна е таинственоста. Штом владата говори дека ова историски добар договор, тогаш секоја влада би сакала историски добрите договори да ги представи во јавност и да ја убеди јавноста дека постигнала добар договор. Но бидејќи владата го крие договорот се уште во тајност и од новинарите, и од граѓаните, и од пратениците, се поставува прашањето што има толку да се крие. Она што го соопшти председателот на ВМРО ДПМН е договорот сепак одредени, да кажам, совесни административци го имаат доставено и до нашата партија, и тоа што можевме да го забележиме внатре се неколку штетни клаузули. Например, едната и најсериозна штетна клаузула е да се исплатат во рокот една година 53 милиони евра доколку не биде сменен законот за работни односи од 40 часовна работна недела на 60 часовна работна недела, а владата знаела дека Уставниот суд веќе укинал една таква одредба од договорот. И затоа сметам дека ваквите и други штетни клаузули создаваат впечаток дека во владата некои луѓе, особено министерот за транспорт и врски, вице-премиерот Артан Груби, директорот на државни патишта, веројатно имаат и други лукративни интереси, има индиции за поголем криминал или корупција, наместо да се заштитуваат интересите на државата и на буџетот. Зошто овој договор е класифициран и зошто ќе биде презентиран, барем е таква најавата, исклучиво пред пратениците кои имаат безбедносен сертификат? Дали е ова и безбедносно прашање? Овој договор не е безбедносно прашање воопшто и сметам дека треба да се провери која институција, која установа го класифицирала. Затоа што ако нешто ставите дека е државна тајна или е строго доверливо, треба да имате причини
зошто тоа така сте го завеле како документ, дали е тоа владата, дали е Министерството за транспорт или некоја друга институција, но според мене овој договор треба да биде представен пред пратениците и да им биде поделен на сите пратеници. Бидејќи за да може пратеникот совесно да одлучува за одредени законски измени, без разлика дали се тие во законот за експроприација, во законот за градба, во законот за животна средина, во законот за работни односи и слично, пратеникот е должен, има уставна обврска да ја контролира владата и со самото тоа има обврска владата да го достави договорот до пратениците, но се уште не е стигнат, зошто го кријат, повторно ќе потенцирам, веројатно затоа што вице-премиерот Груби, министерот за транспорт и врски и другите чинители во овој процес имаат некои лукративни интереси. Врз основа на што го темелите тврдењето дека зад овој договор Бехтел-НК се крие корупција и криминал? Например, Исклучиво поради нетранспарентноста? Нетранспарентноста е еден факт. Вториот индикатор е изборот на компанија за надзор. Се сеќавате на оној случај со господинот Димитриевиќ, кого лично не го познавам, но имаше една афера за негова вклученост во надзор на одредени изградби на патишта во Ерменија. И потоа имаше една контраверзна акција кога вработени во Министерството за надворешни работи со изнајмен приватен авион го извадија од Ерменија и потоа преку Хрватска го донесоа и до Македонија. Истиот тој човек повторно е дел од таа група на надзор кои што се вклучени во овој проект и сметам дека тука самиот контраверзен избор на оваа екипа за надзор, каде што некоја фирма се занимавала 20 години со производство на долен веш, а сега треба да биде надзор на изградба на автопати, остава силни индиции дека надзорот ќе биде верификатор на зголемувањето на износите кои што ќе треба да се платјат на изведувачите и на подизведувачите. Со самиот избор на подизведувачите нам ќе ни стане појасно која група на луѓе е заинтересирана и кои се блиски до Артан Груби, до Бочарски, до Еју Простеми и сметам дека тука се крие главното прашање за корупција. Артан Груби си пресуди уште на непочнат проект доживотен затвор ако најдете барем дамка од можност од корупција. Дали е тоа политичко лицемерство на вице-премиерот или толку ДУИ и СДСМ како владеачка гарнитура се убедени дека ова е проект за иднината на државата? Сметам дека доколку ДУИ и СДСМ беа способни да остварат проекти, веќе ќе беше завршен проектот кој што е изведен со цела документација автопатот Кичево-Охрид. Но гледаме дека се уште не е завршен. Автопатот Кичево-Охрид кој го почна токму ВМРО ДПМН. Автопатот Кичево-Охрид кој што се почна за време на претходната влада и потоа сегашната влада на ДУИ СДСМ секоја година 2018 година кажаа дека 2019 ќе биде готов, па се помести рокот за 2020, па се помести рокот за 2023. Гледаме дека се уште не е изведен тој автопат и тој автопат е најголемиот показател за неуспешноста на оваа влада. Во самиот договор кој што го имаат подпишано со Бехтел и НК, тие превзеле обврска, владата превзела обврска до крајот на април да бидат изведени сите подготвителни работи, помошни патишта, паркинзи, поставени континери, заштитни огради, проект за одрас кон животната средина и за чување на животната средина, комплетен проект за автопатот Тетово-Гостивар, требало до крајот на април веќе да ги има. Но гледаме дека и тоа го нема. Самите превзеле обврска дека ќе го сменат законот за работни односи, иако знаеле дека е неуставно. Самите превзеле обврска дека ќе сменат закони за експроприација, се уште не е исполнето. Значи, со подпишувањето на овој договор, владата превзела обврски надвор од законските норми, сакајќи да го сруши веќе востановениот систем на checks and balance помеѓу институциите при издавање на градежни дозволи, при експроприација, да има право на жалба секој човек и она што го имаме како информации се дека блиски луѓе до власта, кажани им се трасите каде би поминувала
таа автопатна делница и веќе од пред неколку месеци купуваат одредени парцели по поевтини цени, прават и некои помали дивоградби, затоа што во самиот договор е запишано дека секоја дивоградба ќе се наплаќа во експроприацијата со цена како да е легална градба. И затоа сметам дека власта сама по себе е дефиниција за неспособност. Договорот, дури и тој што го потпишале, не може да го исполни. Господин Милошовски, малку ќе бидам малициозен. Дали помалку се плашите дека ќе бидете попарени после она што се случи со изградбата на автопат, односно градбата на автопатот Кичево-Охрид, и тоа започнато уште во времето на Груевски, со ангажманот на Синохидро, во меѓувреме расте и таму провизиите. Кој се офајди од тој проект и кој сега ќе се офајди евентуално од изградбата на овие два коридори, 8 и 10Д? Имаме 3 до сега поголеми компании за кои што може да направиме споредби. Тоа се компанијата Актор, која што изведуваше дел од делницата Смоквица Демиркапија. Втората компанија е Синохидро, која што го изведе автопатот Скопје-Штип. И третата компанија или конзорциум Бехтел Енка, кој што имаат сега подпишано договор, но се уште не сме видели изведба. Ако ги земете цените, например на сите овие 3 компании, за тоа колку чини индекс на одредена количина на бетон, или индекс на одредена количина на асфалт, или индекс на одредена количина на други градежни материјали, ќе видите дека Актор имала најповолни понуди, Синохидро имале поскапа понуда за можеби 30 до 40% во споредба со Актор, додека Бехтел Енка имаат 5-кратна поголема поскапа понуда за цените за овие градежни материјали. И она што е многу зачудувачки, во секој договор има одредена референтна вредност за која што се врзува просекот на цените. Некогаш е тоа цената на нафтата, некогаш е цената на златото, некогаш е просечната вредност на доларот и слично. Многу зачудувачки е што овој проект, договорот со Бехтел Енка, владата се согласила референтната просечна цена да се врзува со цената на резиденцијални објекти во Македонија. Зошто е тоа чудно? Затоа што владата добро знае дека цената на резиденцијалните објекти во изминативе 3-4 години е покачена за 40 до 50% и намерно ја ставаат оваа цена како референтна, што ретко се наоѓа во било кој друг договор, билатерален или ваков градежен на држава со некоја компанија, за да можат да ги набиваат до преголема висина цените на другите материјали. И затоа сметам дека од овој проект државата ќе остане многу задолжена, а градбата ќе биде многу спора. Дали препознавате помалку ретерирање, особено кај ДУИ, во однос на релациите меѓу интегративците и ВМРО ДПМН? Препознавате можна и на владина коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ по изборите? Ние како политичка опција, тоа што го можеме да го кажеме како наша заложба, наша цел и наш избор, што ние би избрале кога би биле во можност да ја добиеме довербата од граѓаните и како најголема партија да учествуваме во формирањето на владата, тогаш ние не би одбрале ДУИ за коалиционен партнер. Доколку, условно кажано, во албанскиот политички кампус бројките се приближни, изедначени или има некаков пресврт, тогаш ние како ВМРО ДПМН не би ја одбрале ДУИ за коалиционен партнер, затоа што гледаме дека 20 години ДУИ веќе стана синоним за диагнозата наречена корупција. Гледате Тренинг, гостин во емисијата Антонио Милошовски, пратеник и поранешен министер за надворешни работи. Господин Милошовски, дали очекувате после овие пораки на Стејт департментот кој ни ги пренесе во Скопје американската амбасадорка, која изрази помалку разочараност и загриженост од неажурноста на апелациониот суд пред се, односно и враќањето на предметите, и пред се поради фактот што очигледно голем број на предмети
застаруваат, дел од судиите постапуваат неажурно. Јас она што го гледам како најголем проблем е што сега има прилично некомпетентни кадри, чија што единствена референца е политичка или партиска блискост со некого, а кои се начело на многу битни институции во судството, и ќе го земам за пример Републичкиот судски совет. Дали изворот на проблемот исклучиво го барате кај Републичкиот судски совет? Не само кај Републичкиот судски совет. Во самото судство си има и одреден дел на квалитетни суди, ажурни, кои што си работат добро, има веројатно и други кои што веројатно нивниот политички бекграунд им овозможува да бидат полежерни или да бидат поприлагодливи, но кај Републичкиот судски совет проблемот е што ако до вчерашен стручен советник во судот треба да ги оценува денес судиите во апелации во основните судови, тоа е исто како медицински техничар или медицинска сестра да ги оценува или да врши надзор, да дава оценки за операциите кои што ги изведува еден хирург. Тоа е неправилно поставување на работите, а господјата Весна Дамева беше избрана само затоа што беше член на партиската правна комисија на СДСМ. И затоа сметам дека без разлика на политичката припадност, многу е девалвирана институцијата Републички судски совет и со самото тоа нема авторитет и сите други судови, тоа немање на авторитет го им влијае и на нивната ефикасност, односно неефикасност во иднина. Господин Милошовски, уставни промени, дали стравувате дека владата може да ги објави имијата на македонските бугари во законодавниот дом, поточно оние кои поседуваат бугарско државјанство? Нас тоа не загрижува, затоа што еднаш веќе ја тестиравме владата, спремноста на владата по однос на ова прашање кое што често од време на време знае да го злоупотребуваат во политички цели, некогаш и за ад хоминем напади. Предложивме како ВМРО-ДПМН предлог за дополнување на законот за пратеници, каде што, како што е предвидено за македонските амбасадори, например, да поседуваат само едно државјанство, за да можат да бидат амбасадори на Република Македонија во странство, така да биде предвидено и за пратениците. Секој кој што сака да биде пратеник, да мора да има само едно државјанство и тоа да биде на Република Македонија. Односно, ако поседува две, пред да ја превземе пратеничката функција и мандатот, да се откаже од другото доколку има двојно државјанство. СДСМ и ДУИ го одбија тој закон, не го прифатија. Затоа сметаме дека оваа тема може да ја користат како спин од време на време, но за жал по однос на уставните измени, како што и очекувавме претходно, сметаме дека ќе се создадат поголеми турбуленции на политичката сцена. Наместо патот на Македонија кон ЕУ да биде поедноставен, поефикасен и да биде врзан со европски стандарди, владата со прифаќањето на францускиот предлог го направи овој пат покомплексен, посложен, со поголеми внатрешни недоразбирања и билатерално врзан за историзација на определени односи помеѓу Македонија и Бугарија. Зошто ВМРО-ДПМН помалку ретерираше од првичната позиција? На почеток, колку што знам, немавте ништо против внесувањето на бугарите во македонскиот устав, за сега да сте категорично не за уставни промени. Ние на владата ја упативме едно прашање, се уште нема одговор на тоа прашање. Дали ова што го прифатиле по однос на Бугарија за вметнување на бугарите во македонскиот устав е последното барање, е последната уцена, е последното вето или е само едно од следните 10 кои што ќе следат во редослед? Нема одговор на тоа прашање и затоа таа дилема е многу голема и многу важна. Дали ваквата обврска на Македонија, доколку Македонија исполни, ќе направи еден извесен пат кон евроинтеграциите, или ваквата обврска ќе биде само прескокнување на една препрека за после година или две да следува втора, трета, пета или 10-та препрека која што ќе се однесува на разни учебници, историски настани или работи кои што се случиле пред 100 или 200 години. И затоа сметаме дека ова не е добро решение. И втора работа, овој собраниски состав нема мандат, не излегол пред граѓаните со таква понуда да го отвара и да го менува уставот. Доколку има избори и партиите понудат
решение за сега веќе создадениот проблем од страна на СДСМ и ДУИ, тогаш граѓаните ќе се изјаснат и ќе видиме какво ќе биде расположението и кој ќе биде легитимитетот за таа опција. Што е поверојатно да се спроведат уставните промени со овој парламентарен состав или да се оди на можни предвремени парламентарни избори на кој подолг период вие како најголема опозицијска партија инсистирате? Па има според мене и трета варијанта, трета опција, но да одам по редослед како што прашавте. Прво, моето мислење е дека во овој парламентарен состав нема да се случат промени на уставот. Затоа што претеничката група на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери има цврст став околу ова прашање. Не сакаме да ги изневериме граѓаните за нешто за кое што не сме добиле легитимитет. Ниту пак да бидеме покритија за власта за грешните потези кои што ги превзема и обврски во однос на Софија. Второ, по однос на предвремени избори, ние сме за и расположени сме во секој момент да има предвремени избори, без разлика дали ќе бидат во текот на првото или второто полугодие оваа година, но гледам дека кај СДСМ и кај ДУИ не постои расположение за предвремени избори, особено кај ДУИ како партија која што во моментов, иако нема премиер, сепак ДУИ е главниот политички играч во владата. СДСМ станува спореден коалиционен партнер, односно втор коалиционен партнер, и затоа мислам дека ДУИ не сака предвремени избори, бидејќи во овој момент што и да побара ДУИ добива од СДСМ, бидејќи СДСМ е во страв од избори и смета дека со задоволувањата кон ДУИ подолго ќе останат на власт. И третата опција се, условно кажано, малку порани, но сепак редовни парламентарни избори, заедно со председателските. Председателските избори треба да се одржат во април 2024 година, а редовните избори треба да се одржат пред 4 август 2024 година, бидејќи пратениците имаат верификуван мандат на 4 август 2020 година, а мандатот на еден пратеник не смее да трае подолго од 4 години. И има опција да има заеднички избори во април, председателски и парламентарни, и втората опција е на која што гледам дека власта понекогаш со таа варијанта се занимава, да има председателски избори во април, а да има парламентарни избори во јуни или јули. Што според мене не е рационално, бидејќи ќе имаме два изборни трошоци, наместо во еден изборен циклус, и второ, институциите кога има изборни кампањи, стануваат понеефикасни од тоа што се, и доколку имате два изборни циклуси блиску еден до друг, ќе имаме парализирани институции цело полугодие или, така кажано, од јануари до август или може би и подолго. Затоа сметам дека би било добро и очекувано би било според мене да има заеднички председателски парламентарни избори. Што значи дека раскрстивте со првичната ваше инсистирање како партија ова лето или наесен да има предвидени парламентарни избори? Ние тоа го понудивме на владеачкото мнозинство како опција. И сметавме дека таа опција, вклучително и по однос на врската што ја превземале тие за уставни измени, може да биде подобра. Секој да си ги тестира своите платформи, своите позиции, своите програми, да се излезе на избори и граѓаните да дадат мандат, своje мислење за економијата, за уставот, за односите со Бугарија, за евроинтеграција, за капитални проекти, за цела палета на области кои што се од интерес на секој граѓанин, но власта очигледно е дека не е спремна. И ние како опозиција тоа што го понудивме беше најискрено, но гледаме дека од нивна страна нема спремност. Наместо тоа тие се занимаваа со исклучување, вклучување на одредени нови или стари владени партнери, без и алтернатива излегува од владата, Алијанса се приклучи од владата, но нема никаква нова суштина. Во меѓувреме има и некои турбуленции, гледаме во ДУИ, и самото тоа наведува на фактот дека можно е да се случат избори во април 24 година, иако ќе потенцирам, ние сме спремни за предвремени избори во секој момент. Господин Милошовски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам многу. Поштовани гледачи, тоа беше Антонио Милошовски, пратеник и поранешен министер за надворешни работи.
Американската амбасадорка Агилер јавно ја изрази разочараност од состојбите во македонското судство. Интонацијата на критиките е градена врз застарувањето на делата на криминалот во ешалоните на власта. Досега адресата пред се е адресирана кон апелационите и судиите за организиран криминал. Првата експлозија на писмото од Агилер во судскиот совет. Дали е тоа почетната пресметка на виновниците за уривање на правосудниот систем? Веројатно следуваат и конфликтите во Скопскиот кривичен суд, а потоа поред. Сликата ја докомплетира јавната изјава на обвинителката Ленче Ристовска и незиниот јавен став, дека е карценогено ткивото и во советот на обвинители. Таа проговори за клиентелизмот при изборот на обвинителите што имаат подеднакво драматичен пораст. Дали смената на Весна Дамева е исценирана од седиштето на ДОИ во одбрана на неодбранливиот судија Беџети, кој цела година во Скопска апелација го криеше предметот на Мијалков и компанија, за да застари. До вчерашната председателка на судскиот совет, кој неодамна и беше дел од емисијата Трилинг, а всушност нема ниту еден ден судско искуство. Во интервјуто за Трилинг со неколку незини поенти. На почеток ја прашавме кој има влијание врз ова тело, заевистите, приврзаниците на новото раководство на СДСМ предводено од Зечевич, или пак влијанието е пред се од редовите на Мала Речица и Дуј. Еве го незиниот став. По чие влијание некој одлучува или постапува, јас не можам да кажам и не сум запозната. Но јас можам да потврдам за мене дека одлучувам и постапувам исклучиво согласно фактите, доказите и моето убедување. Дали како председателка на судскиот совет чувствувате одговорност за ниската доверба во македонското правосудство? Не само јас, сите во судството мора да ја почувствуваат и треба таа одговорност. Меѓутоа и обврска е на сите нас да почнеме да ја враќаме довербата во јавноста. Апсолутно, значи, се согласувам со перцепцијата на граѓаните дека слаба е довербата, ниска е довербата во судството, но не е тоа само во судството, практично тоа е во секаде. И не е само во нашата држава, има и во развиени демократски држави каде што има ниска доверба во одредени ресори. Но наше како ќе почнеме да ја враќаме таа доверба. Бидејќи знаете, довербата тешко се стекнува, многу лесно се губи, а уште потешко се враќа. За враќање на довербата треба да се констатираат причините. Ние веќе ги детектиравме, врз основа на извршени анализи и во наредниот период ќе преземаме чекори. Но првиот чекор кон тоа е транспарентноста и отчетноста, за која сега не би елаборирала, бидејќи знаеме што значи судијата да биде транспарентен и отчетен, односно брзо да ја известува јавноста, а вториот чекор е да се ослободиме, односно судството да се ослободи од судии кои што не ја заслужуваат тогата да ја носат. Која урниса довербата во македонското правосудство? Видете, тоа е системски проблем кој не е од сега, тоа е децении наназад. Значи, не може да зборуваме за доверба која би била на многу високо ниво, па сега е на многу ниско ниво спуштена. Па сега речи на најниско ниво. Но интегритетот на секој поединечно е виновник за ниската доверба во судството. Како што се појави на политичката сцена, така и од ненадеж исчезна од јавноста. Беше дел од владата на Зоран Заев. Се врати, веројатно онаму каде што припаѓаше, во невладиниот сектор. Неделава со Асоцијација за одржлив развој и инклузивен развој и двете германски фондации, организирана беше дебата за конструктивен диалог. Добре ден за Мила Царовска. Добре најдов. Раскрстивте целосно со политиката или се уште имате контакти со екс-премиерот Заев, со актуелниот премиер и лидер Ковачевски? Јас политиката ја разбирам пошироко како политика која што креира можности во државата, која што се грижи за различните области, што значи дека со политичкиот свет и она што значи креирање на јавни политики не сум раскрстила, од таму дојдов, таму се вратив. Граѓанскиот сектор главно треба активно да учествува во креирање на сите тие јавни политики кои што се грижат за интересот на граѓаните. Во делот на партискиот активизам, да,
сметам дека сум целосно надвор и сега сум посветена на она кое што веќе го најавите дека го правам, или основање на нова асоциација, грижа да таа се постави на добри основи и понатаму да може да работи и да придонесе за развој и подобрување на квалитетот на живење во нашата држава. Ја заговарате идејата дека е неопходен конструктивен политички диалог. Возможно ли е во вакви поларизирани околности, особено на политички анимозитет пред се меѓу клучните политички чинители, двете најголеми македонски партии, и во услови на постојано конфронтирање кој е поголем криминалец, кој е поголем демократ? Па токму во услови како што пишавте, неопходно е да имаме обиди за конструктивен диалог. Зашто во такви моменти во какви што се наоѓаме денеска, дури и повеќе е потребно да зборуваме за конструктивноста на сите страни, на сите засегнати чинители, за да можеме да постигнеме некаков прогрес или подобрување на таа состојба. Ако ги погледнете и последните истражувања на ИРИ, но и на други агенции кои што се присутни кај нас, ќе видите дека довербата во политичарите во континуитет се намалува. Тоа е аларм. И за нив, но исто така и за граѓанското општество, и за граѓаните, и за медиумите, дека нешто треба да промениме. И токму оваа глобална иницијатива, конструктивна политика, не е иницијатива која што ние самостојно работиме со пријателите на Европа или Friends of Europe, кои што на глобални ниво поттикнуваат да политичарите, медиумите, граѓанските организации и граѓаните побараат конструктивен диалог. Да седнат заедно, да ги согледаат разликите и различните позиции од кои што тргнуваат и да се обединат во тоа дека сакаат да ги надминат проблемите со кои што се соочуваат заедниците во кои што работат. А тоа е возможно само доколку сите политики ги разгледуваат врз основа на факти, врз основа на бројки, врз основа на аргументи, многу повеќе да ги ставаат тие во преден план наспроти личните навреди и препукувања кои што можеме да ги видиме секојдневно. Како го објаснувате феноменот за ниска доверба кај политичарите, недоверба во институциите, ерозија на правниот систем? Чувствувате дека живееме во своевиден нездрав општествен, па и политички амбиент? Во целиот свет го гледаме речиси истото. Може би затоа што лично не засега дома и најмногу и не боли. Но сето тоа кое што се случува е плод на многу години непресретнување на потребите на граѓаните. И тоа е факт. Ќе видите дека ако граѓаните зборуваат за една работа, се случува криза, па ја решаваме таа криза, повторно заборавајќи дека можеби основните потреби за квалитетно образование, за квалитетно здравство, за квалитетна социјална заштита, за услуги, дневни услуги кои што ви требаат од државата да бидат брзи, да бидат квалитетни, да бидат достоинствени, затоа што при тоа па и граѓаните плаќаат за тоа. Така сметам дека едноставно треба да почнеме повеќе да се фокусираме на овие прашања и можно е низ основа на разгледување на аргументи, факти, најмени се експерти на ова прашање, за да политичарите донесат одлука врз основа на експертските мислења и анализи, а не врз основа на личните субјективни ставови, кои што секако треба да се присутни во политиката затоа што тие ја добиле довербата од граѓаните, но при тоа мора да ги разгледаат аргументите, бројките и што она значи да се има квалитетен систем кој што ќе одговори на една потреба. Но овој модел не се однесува само на една тема, туку напротив, тој може да се реплицира на сите теми и е како модел, како метод кој што треба да се употребува. Господја Царовска, постои ли и дали воопшто може да се прави равенство дека сите се виновни за пропаднатата и лоша состојба во правосудниот систем, за лошата слика во социјално-економската лоша состојба. Или најлесно е да се ја префрлаат топката политичките чинители, а проблемот, односно сиот товар да паѓа на крајот повторно кај граѓаните. Препукувањето, покажувањето са на прст кој е крив, кој е прав, кој направи повеќе, кој направи помалку, нема да не донесе до подобрување на состојбата. Тоа е она кое што би требало сега да го отвориме како дебата. Што е она што ни треба да направиме за да се подобриме? Затоа што патот кон ЕУ го трасираме. Сме членка на НАТО, перспективите се отвараат.
Но наша е домашната задача да ги подобриме институциите, да ги подобриме секторите кои што директно ги засегаат граѓаните. Да работиме да се зголеми квалитетот на живот на нашите граѓани, но исто така паралелно да сите овие процеси ги работиме заедно со нив. Зошто? За да ја вратиме довербата. Без доверба е невозможно да подобрите ништо. Која е политика да ја понудите денеска? Недовербата прави да граѓаните ретерираат, да се плашат, да се повлечат, да критикуваат, некогаш со основа, некогаш без основа, но главно, ако фали диалог, тогаш ниедна политика не е доволно добра за да сите веруваат во неја и да тргнат во нејзина имплементација. Ние сме дојдени во состојба во која што или сите ќе се согласиме дека ни треба квалитетна држава за да ги одговори на потребите на граѓаните, или ќе продолжиме на овој начин каде што гледаме дека едноставно граѓаните ја губат довербата и во институциите, што е многу пострашно, но и во политичарите. Вака фино звучи теоретски кажано, меѓутоа фактите говорат следно, дека власта и опозицијата не може да се договорат за клучните, суштински прашања за државата. И секогаш кога работата ќе дојде, условно кажано, нож до коска, постојано ни е потребна меѓународна асистенција. До кога ќе чекаме проблемите да ни ги решаваат странци, условно кажано? Мислам дека имаме капацитет демократски доволен, а исто така сите страни кои што се вклучени во диалогот добро ги знаат проблемите и уште подобро ги знаат решенијата. Ние дома имаме капацитет Но да проблемите и работиме на решенијата прашањата. веројатно ги ставаме под тепих. Едно е тоа дека ги ставаме под тепих, но од друга страна не си веруваме и се грижиме многу повеќе за политичкиот поен наспроти за решавање на истиот проблем за кој што сме седнале да разговараме. Мислам дека е возможен конструктивен диалог, посебно во ситуација во која што сме. Сите сме свесни за потребата да дискутираме врз основа на аргументи и да носиме решенија, затоа што на крајот живееме тука. Нашите деца живеат тука, сакаме да ја подобриме состојбата и тоа ќе го постигнеме само ако прво ја вратиме довербата, од друга страна се слушаме помеѓу себе, се почитуваме, не се напаѓаме на лична основа, туку ја напаѓаме политиката која што е дадена како предлог. Затоа што таа, ако ја нападнеме како предлог, тогаш значи нудиме подобрување на истата и на крајот заеднички ќе поставиме предлог кој што е најквалитетен што може во однос на капацитетите што ги имаме како држава. Аз сметам дека имаме многу капацитети, секако дека меѓународната политика треба да продолжи да се води и политичарите тоа го прават. Но главно треба да се фокусирате на да одговорите на потребите на граѓаните за да ја вратите довербата во нив, а со тоа исто и да превенирате постојано одлевање на младите кои што ви требаат за да оваа држава просперира и има економски раст и развој. Царовска, дали го делите мислењето кај голем дел од домашната јавност е дека кај нас одговорноста кај политичарите е мисловна именка. Многу често меѓународните партнери ќе ни укажат на голем број на слабости. Било да е судство, корупција, криминал, неефикасни институции, гломазна администрација. И сето тоа се сведува на декларативно ниво, ги сваќаме пораките и забелешките, ќе работиме на тоа. И при тоа ништо не се прави. Тука е и одговорноста на сите нас. При тоа споделената правда или споделената одговорност во едно општество лежи кај политичарите, кај институциите, кај граѓаните, кај граѓанските организации, кај медиумите. Ако сите ние заеднички бараме отчетност, одговорност и спроведување доследно и почитуваме кога нештото ќе се спроведе или укажуваме кога нештото нема да се спроведе, тогаш сметам дека и од другата страна одговорот ќе биде многу посериозен. Затоа што колку пати сме виделе дека има одреден прогрес, но сме го прекјутале. И колку пати сме виделе дека има некакво уназадување, но сме рекле ајде тоа не очекувам повеќе. Ако очекуваме како граѓани повеќе, тогаш и ќе добиеме повеќе, затоа што изборите се тие кои што укажуваат дека нешто е ветено, ако е исполнето продолжуваме, ако е неисполнето не продолжуваме. Затоа сметам дека граѓаните треба што повеќе да се мобилизирани, присутни, да не бегаат од политика. Јас кога сега се врати во граѓански сектор, слушам, ама јас не се занимавам со политика. Велам, сите вие се занимавате со политика. Политика е
социјална заштита, политика е вработување, политика е здравство, политика е образование. Се ова политики кои што лично ме засега. Да, и се занимавам со политика. Можеби некете да бидете член на политичка партија, но колку повеќе граѓани се секираат да политиките бидат во нивни интерес, толку подобри резултати ќе постигнуваат политичарите, во тоа сум сигурна. Кога говорите за отчетност, препознавате ли помалку дека власта сега е овој период актуелна изградбата на коридорите 8 и 10D. Власт и опозицијата се препокува дека се работи за нетранспарентен процес. Што вие мислите? Повторно мислам дека станува збор за таа недоверба за која што зборував и претходно. Доколку сите работи се расчистат на времено, доколку се отворат прашањата, доколку сите тие процеси се водат низ демократски институции, капацитети, како што не личи, мислам дека нема да стигнеме до ова до кое што сме денеска, но сепак гледаме дека препукувањето многу повеќе се однесува на личните односи, на навреди, многу помалку се користат аргументи и факти, но сметам дека тие треба да седнат заеднички и да видиме што е интересот на граѓаните. Секако дека граѓаните, граѓанските организации, сите институции кои што се во check and balance системот треба да бидат присутни и да едноставно видиме што е јавниот интерес, како тој понатаму треба да се постигне, затоа што секако инфраструктурата во нашата држава е од огромно значење и е потребна не само интерно, туку и поврзувањето со соседите, поврзувањето со светот на нашата држава, за да можеме да имаме економски развој. Но при тоа, за да се врати довербата, потребен е тој конструктивен диалог и отварање на сите аргументи и факти, за да може одлуката кога ќе се донесе само да продолжи да се спроведува, да немаме вакви почетоци, па запирања, кои што едноставно само прават застој во развојот на нашата држава и при тоа таквата сцена која што се прикажува во јавност допринесува да уште помалку граѓаните веруваат дека се прави нешто во нивни интерес. Гледате Тренинг, гостин во емисијата Мила Царовска, поранешна вице-премиерка за економски прашања, министерка за труд и социјала. Сега на ваш терен, што би се рекло, растат платите, но и трошоците за живот. За 20.000 денари се зголемени трошоците за живот. За едно семејство се речиси недоволни веќе ниту 800 евра или за еден месец да пристојно се живее се необходни над 50.000 денари. Како денеска вие оцениле социјалната мапа? Социјалната мапа со години се провлекува низ призмата на Министерството за труд и социјална политика. Она кое што и како поранешна министерка, но како и некој кој што ја следи социјалната политика, можеме да го кажеме дека се додека ова прашање на социјална нееднаквост, сиромаштија го гледаме само низ призмата на примање на социјална парична помош, нема да стигнеме далеко. Системите кои што се успешни во светот, а се однесуваат на добри социјални држави, да кажеме, кои што ја намалуваат во континуитет социјалната нееднаквост, зборуваат за холистички пристап. А тоа значи дека сите останати институции треба да се вклучат во намалување на социјалната нееднаквост. Што би значило тоа? Дека ние треба да зборуваме за образование како излез од сиромаштија. Ако примаме социјални бенефиции од државата, колку време ги примаме и како побрзо да се вратиме на пазарот на труд, од каде што во суштина можеме да излеземе од сиромаштија. Дополнително, ако зборуваме за здравјето како сеопшта благосостојба, тогаш во каква благосостојба на ментално, физичко здравје се наоѓаат нашите луѓе што се невработени и што да направиме за тие да ги вклучиме на пазарот на труд, кога гледаме дека имаме група невработени кои што остануваат во континуитет таму, но сепак имаме недостаток на работници на пазарот на труд. Што укажува дека тој холистички пристап и отвореност и на реалниот сектор и на институциите треба да го ставиме на агендата и да почнеме да зборуваме, за да овие бројки кои што ги кажавте денеска се намали, да кажеме, сиромаштијата или да се зголемат приходите кај поголем број на граѓани. Да не заборавиме, клучниот елемент како ќе ја намалите социјалната нееднаквост е преку редистрибуција или допирање на даноците, за кое што едноставно заборавивме. Пред 2 години зборувавме, почна одредени процеси и денеска престанавме да зборуваме дека најдобрите држави кои што имаат најдобра социјална слика и социјална мапа се оние кои што имаат прогресивни
даноци, заради тоа што тоа е еден од начините на кој што вие може да направите редистрибуција на добрата и парите кои што се наоѓаат во општеството, за да сите го добијат оној стандард на живење кој што е потребен за достоинствен живот. Дали недостигот од работна сила го гледате, односно проблемот во недостиг на работна сила го гледате и кај предприемачите, кои на некој начин понекогаш се и скржави, народски кажеме, па не знаат да го одврзат кесето, па и да платат повеќе за асото и да го ценат својот вработен. Не само да велиме ни недостигаат работници. Сега веќе проблемот не е таму, да кажеме. Тоа беше пред одреден период кога имаше на располагање повеќе работници, а платите сепак беа ниски. Денеска гледате работодавачи кои што на вистина и имаат можност или волја да платат, но при тоа не може да ги најдат работниците кои што и се продуктивни, за да може да понатаму ја движат таа компанија или тоа предпријатие во развој. Но го пропуштивме времето кога требаше да се грижиме младите да не заминат надвор, кога требаше да се грижиме за квалитетното образование. Ако сега се вратиме и се фокусираме на тоа дека, едно од решенијата е дуалното образование насочено кое што ќе обезбеди врска помеѓу компаниите и младите луѓе и тие ќе останат да работат, е едната. Но при тоа треба да се грижиме и да обезбедиме добро општо образование, кое што најчесто треба да го стекнеме во основното. Зошто? За да може да создадете граѓани кои што се продуктивни, граѓани кои што сакаат да работат, граѓани кои што веруваат во напредок на оваа држава, граѓани кои што ги почитуваат граѓанските концепти и принципи и граѓани кои што може понатаму да се развиваат и на таа основа да градите. Ако не направиме промени во основното образование, па дури во предучилишното образование, оние промени кои што ги почнавме ги гледате, јас би сакала да ги видам да продолжат. Затоа што само на тој начин, почитувајќи меѓународни стандарди на ОЕЦД, почитувајќи ги препораките на УНИЦЕФ, на Светска банка, вие само така може да речете дека сте создале образование кое што служи во интерес на граѓаните, кое што ќе создаде млади генерации кои што понатаму ќе бидат работници, некои од нив ќе бидат лидери, некои ќе бидат предприемачи, некои ќе бидат работници, но основата ја давате тука. Така да мислам дека не треба да продолжиме да плачеме на историјното млеко или пропуштената шанса да вложиме во човечкиот потенцијал, туку сега да се погрижиме да она кое што е почнато и поставено на добри основи да продолжи да се спроведува како систем на образование, за да може да очекуваме во наредниот период да имаме граѓани кои што веруваат во државата, кои што веруваат во институциите и кои што сакаат да останат тука, но при тоа го имаат и потенцијалот, знаењето и капацитетите да водат или да бидат водени. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Поштовани гледачи, тоа беше Мила Царовска, поранешна министерка и вице-премиерка во владата на Зоран Заев. По кратката пауза за реклами следуваат и останатите содржини. Мојата колешка Марија Димишкова ќе разговара со професорката Татјана Алексич. Следете не. Каква е состојбата со образовниот процес во земјата, што е она што ги интересира денешните средношколци и за можноста да се зборува и пишува за теми за кои другите молчат. Вечерва во Трилинг зборувам со Татјана Алексич, професорка по македонски јазик и литература. Алексич, добро вечер и добро дојдовте во Трилинг. Кога ќе се спомене вашето име во круговите помеѓу средношколците, веднаш се издвојувате како омилен професор. Како го оценувате оној тренд, ако може така да се нарече, на пречесто користење на англицизми во секојдневното комуницирање кај младите? Тоа е еден феномен на, да кажеме, плиток вокабулар или будно следење на социјалните мрежи периодов? Драго ми ако така звучи тоа дека сум омилен професор. Секој професор е релативно горе-доле за својот ученик омилен, затоа што од нас, учителите, децата добиваат едно образование, општо образование. Англицизмите воопшто, странските зборови и новиот сленг и жаргон кој го следи темпото е нешто што се случувало секогаш. Меѓутоа сега е поинтензивно од едноставна причина што децата од најмала возраст се компјутеризираат. Значи седат на интернет, читаат повеќе странски јазици. Грешката на, пак ќе кажам, на родителите, тука е базата, првите 7 години се формира карактерот и ученикот се формира во основно училиште. Значи, оние учителки се најдрагоцени за подоцна да се формира еден вистински ученик кој знае да учи.
се почува со учење на странски јазици. Значи, родителите амбициозно ги запишуваат децата и учат со нив странски јазици, а подоцна како да ќе се истурне мајчиниот јазик од репертоарот на зборувањето. Тука е проблемот. Не е страшно ако се зборува сленг, жаргон, англицизми, турцизми, србизми, пошо секат во нивната интерна комуникација, симпатична е, дури некојаш и во театарски представи кои ги правиме Корчагин или со драмската секција, дело динамично, интересно. Меѓутоа официјално, кога се зборува по медиумите, треба да се име на култура, почит кон македонскиот јазик, кој е исклучително богат јазик. Ние постојано го критикуваме, го маловажуваме, велиме па немаме соодветен збор, па мораме да позајмеме нешто, но не е така. Има богат народен јазик, можеби најбогат дијалектен систем македонскиот јазик. Зошто да не користиме такви јазици, такви ресурси, отколку јас се кажав ресурси, значи извори на оној здрав, автентичен македонски јазик. Професорке, кои се најсериозните аномалии со кои што се соочува образовниот систем во земјава? Со години? Во моментот недостасуваат учебници, подредени предмети, не по мојот, тоа подредени предмети недостасуваат. Тоа е еден дефект кој треба да се реши, не знам што се чека, значи мора да имаат децата нагледни средства. Наставниците се адаптираат на тој проблем, се прават скрипти, се диктира на часовите, користат компјутери за да се надополни тој пропуст. Еве, минатата година немавме ни свидетелства, се надам оваа година дека тоа ќе се реализира. И сметам дека она што се случува, што сите не го чувствуваме, дека како нека рефлексија од она што се случува глобално во општественото уредување, се случува и во училницата. Недостаток на ентузијазам, оној кој исчезна ние 3 години дека децата беа во карантина изолирани, се навикнавме на друго темпо на комуникација меѓу нас. И читачка кондиција, се изгуби, како да кажам, волјата за читање, меѓутоа читање со љубов, не читуцкање, не да искористам еден јазик од интернетот, компјутерски јазик, сурфање, нели ти знаеш. Што читаат младите денеска? Читаат во главном учениците ги читаат секако делата или лектирите за обработка, тие кои што им се дадени веќе во програмата. Меѓутоа имам ученици од Корчагин кои одат надвор од сето тоа и читаат, следат на сајм, што исклучително ме радува. Ете беа на промоцијата на Венко Доновски, Папокот на светлината, па некои од нив го читаат, па ќе ме прашаат професорке оваа книга дали ја читам. Обично бестселери, Пауло Коелјо, Ахемичар, Робен Шарма, некои такви дела. Тоа е добро кога ги интересира и надвор од програмата. Дури и стрипови кои читаат, ја и тоа поддржам. И стрипови, ние растевме со тие стрипови и кај нив има нешто добро. Само да се проверени и да не се онака пуштени паушално по интернет помагалата, нели каде што обично ги вадат, за да направат некој негативен ефект, особено кај децата од основно образование. Значи се уште има порив за читање, но не така како што порано се читаше, како да немаат време. Времето поминато со книга е веќе ексклузивно време. Значи, сметам дека е привилегија да имаш време да читаш книги. Од сето тоа, од тоа темпо кој ни се наметнува во секојдневието, па и на децата, да бидат успешни по сите наставни предмети, па и нели да прочитаат книги. Алексич, какви се сознанијата ќе содржи државната матура оваа година? Се уште не е ништо кажано дека ќе се повлече матурата или нешто. 20 мај останува нели за полагање македонски јазик државна матура. Учениците со право се бунат и тие секако исплашени се затоа што има недостаток на часови кои колегите кои предаваат во 4-та година гледаат буквално да ги надокнадат со часови пред редовните часови, после тоа ќе има едно темпо за вежбање, секако ќе се ослободат од редовната настава за да може да се посветат на државниот испит. Вие речиси низ целата ваша кариера гласно зборувате и пишувате за теми за кои другите можеби навидо молчат. Во 2011 година го реализиравте ТВ проектот Сексуална азбука, кој што удеше на Македонската радио телевизија, кој на почетокот имаше бурни реакции од јавноста, но за кратко време стивна истите и во тој момент се констатираше дека се она што не го понуди образовниот систем, вие го нудевте едукативно преку вашата емисија. Што се смени после овие 12 години? По која линија се движи сексуалното образование во училиштата? Колку сте децата запознаени со овој момент? Многу турбуленции на тоа прашање се случија за овие од 2010 година.
Јас почнав спонтано, баш како наставник, тогаш предава во Димитар Лахов средно училиште и видов колку ке децата не остасува разговор со возрастни, со родители, со оние кои се компетентни да ги насочат кон вистинскиот пат, дека сексуалното здравје е неприкосовено важно за севкупното здравје, дека сексот не е спорт, не е игра, и дека треба многу подоцна да влегуваат во тие експерименти, сексуални експерименти. Тогаш бевме меѓу првите по малолетнички абортуси, тоа беше едно звоно за тревога. И оно што го кажав и тогаш, реалните шоу емисии кои беа навистина лош пример на продавање на интимност медиумска и ги поддржаа сите медиуми. Јас се лутев тогаш и зборов дека децата треба да се научат дека интимноста е нешто свето и дека не треба тоа така да се фаворизира. После тоа се случи јавна соба, ете го моментот, за жал, каде што сите можевме да видиме и да слушнеме дека се злоупотребува тој сайбер секси, вметнување и инволвирање на децата во рано сексуално искуство кое ако се случи, третманот да се исправа, да се поправат тие грешки еден макотрпен и долготраен, затоа треба да се разговара. Недостасува разговор со децата. Не секој дете може да разговара со родители. Со родителите. Еве дури јас со моите деца никош не сум зборувала отворено, знам да им подметнам нека книга да прочитаат нешто како што правеле моите родители. Ние учевме од Александар Аца Костич, доктор Александар Костич, полно сознание, значи дедо ми како нейропсихијатар знаеше така да остави книга за да прочитаме дискретно што се случува и како се случува со нашето здравје севкупно, кое е прашање сексуалниот развој. И сметам дека интернетот, пак ќе кажам, вината гледам во тој медиум начин како сето тоа кај децата даве на погрешна представа и слика дека треба да се покажат, да ги покажат своите секс атрибути или интимноста, да учат од погрешни примери. Многу ме навелеа сексуално образование не треба. Тука се направија многу специфични моменти, затоа што некој сваќа тоа дека сексуално образование да ги научиш децата ете како да има секс или користат кондом или контрацепција, што апсолутно не е така. Поентата е да разберат децата дека сексуалноста е нешто многу битно и дека не треба да брзаат со влегување во сексуални односи, стапување во сексуални односи пред некое време, не по секоја цена, не туку така, туку е нешто што навистина на кое што треба да се обрне внимание. И сексуалноста почна благодарение македонска телевизија и тогашниот тим директори, Каранаков и Гаштов, една одлична екипа која работа со мене во овој проект и не можам да се пожалам за професионалност. Јас бев влезена во оној период на дигитализација. Пола кога баш беше тешко, исто бев свесна за тие предрасуди. Меѓутоа немаше да се осмелам да водам таква емисија, да немам зад себе добар тим доктори, како што се професор доктор Викторија Вуевич, Слави Царсова, која тогаш беше единствена која магистрираше на тема сексуални дисфункции. Многу тешко е да најдеш доктор кој е компетентен за сексуалноста. Сотир Ставридис, уролог, Горан Димитров, гинеколог, Татјана Гружанова, гинеколог, Татјана Станова Иванова, професорка по социологија, која одноставно и подоцна почнав да ја консултирам за многу теми од оваа област и таа екипа до крај остана со мене од А до Ш. Значи сите термини кои беа нејасни, па така и како што гледаме тука редици книги, толку книги имам прочитано за да можам да стартувам се на таква емисија, за да не се разбере погрешно. И никогаш во ниедна емисија никогаш не сум прашала свој гостин за неговата интимност. Значи тие провокативни прашања секогаш ми беа подчеста, многу е битно гостинот да се чувства пријатно и да разговараме за општи теми во трето лице, не во прво лице. Од А до Ш, денови ви издадовте Сексуална азбука, која што представува книга спои на ваши колумни и сведоштва или изјави на скопски урбани ликови кои што зборуваат за сексот. Кажете ми, дали преку оваа книга ќе се обидеме накратко да ги поместиме оние предрасуди поврзани со сексот и сексуалноста во земјава? Па ете исто така, пак спонтано, на шега што се вели, дојдовме до оваа книга. После завршувањето на проектот Сексуална азбука на македонска телевизија, по моја вина се разболев и морав да се повлечам. Почнав да пишам колумни од А до Ш, предлог на порталот Човекот презе, господин Трифун Костовски, мојата пријателка Јасна Петков Стојановиќ, која работи таму, еден добар тим, и ги објавувавме колумните на нивниот портал. Потоа се појави на госпоѓа Леда Стефановска, верувам, рече, па дај овие колумни да ги отпечатиме во книга. Значи, направивме еден производ
заедно тимски. Ова книга е македонска, значи ова е прв македонски лексикон, значи ова не е белетристика, исто како што не сум писателка, не се ни осмелувам да бидам писателка на овие години. После сите оние прочитани книги, ја едноставно немам амбиција и желба, затоа што немам талент да бидам како Достоевски или Чехов или Толстој или нашите Венко Доновски, Александар Прокопиев или Томислав Османли, кои ги читам нивните дела, и Петре Мандревски, да не ги набројам Коневски сите, ја немам порив да напишам книга белетристика, но ова е интересна еден зборник, еден азбучник, што би рекол Прокопиев, на сексуални термини за кои што можеби некојаш ќе ти биде непријатно прочиташ на еден шеговит начин, значи да не ти е непријатно, се смееш. Многу беше интересна лекторката на книгата, жена во година, госпоѓа бивша Корчагиновка, и вели, ја не сум се смеела во живот вака, и ние така знаевме, се слушавме онлайн на Вибер, бидејќи во Швајцарија, кенезините, проча термини, екоација, пенетрација, вика, моите деца ме слушаат, вика, што е на мама, у климакс вакви термини или користи. Така да на еден шеговит начин имаме лексикон од А до Ш, кој може да се чита од напред, од позади, од средина, од каде сакате, во која што се истиот тим кој го набрав, докторски тим, меѓутоа и ликови од нашата средина на одредена буква. Да речем Игор Джамбазов, нели, за буквата Дж, има многу интересно напишано, на буквата Ш, Ана Бунтевска напиша многу баба песна, тука е Сани, Снежана Богдановска манекенката која зборува за чипките во модата, тетоважата со Александра Спировска од МТВ, Ленин Јовановски, нели, кој е тетовиран од А до Ш, цел грб му е тетовиран. Така што има интересни урбани ликови кои дава изјави за одредена буква и влегува во оваа книга со нивните изјави, со нивните коментари на одредени букви. Го споменавте смеењето. Во една прилика велите формула за долг живот е двојно С, смеење плюс секс. Колку македонците работат на својата долговечност? Па ние сме духовит народ, а и мислам дека нема друг народ кој има толку еротски топоними во својата географска карта. Колку места имаме само кои асоцираат на нека еротика, кривогаштани, долнодупени, и често користиме такви. Не сме толку, како да кажам, обседнати со пцовки, со опценост како србите, значи кај нив има едно претерување, дури Господ го пцуе србите, претера, и толку многу се користат вулгаризми во разговорот да се разбират како некоја секојдневие, нели? Како да пцуеш и да врегаш некого, да навредаш некого од што ти е близок. Така што смеењето и сексот како формула е за здрави живот во насока дека работите треба да се во принцип човек секоја работа треба да ја користи на шеговит начин. Има моменти кои се сериозни секако, но тоа е развивање на еден дух кога работите ќе ги предочиш, барем пред децата, на еден интересен начин. Ја често им го кажувам примерот на децата со Бенини филмот Животот е убав. Кога е најтешко, им беше тешко на децата и за време на ковидот, мораш малку да ги анимираш да биде сето тоа на шега, затоа што на вистина, ако се живее онака со песимизам и со доза на траурност, животот е многу суров во тој аспект. Затоа така на тој начин, ете примерот со концентрациониот логор, кога таткото му доловува на детето дека се играат во тешки услови. Ние сме свесни какви последици направи ковид пандемијата со затварање на децата кои беа изолирани во собите со компјутерите и влијаеше многу на нивната анксиозност, на тие страшни моменти кога едноставно не им се живееше на децата во таквиот период. Недостасува комуникација, недостасува разговор, недостасува просторна интелигенција која може да се случи само во простор, во време. Еве сега кога го вежбавме проектот, чекајќи го представата, чекајќи го, свативме сите колку ни треба едно такво дружење. Ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинг. Исто јас ви благодарам. Тука е крајот на уште едно издание на емисијата Трилинг. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. До видување до тогаш.